Митко Јанчев за Кавадарци, Борчо Коцев за Зрновци, Билјана Проеска за Крушево. ВМРО ДПМН објави уште 10 имиња со кои влегуваат во изборна трка за освојување на локалната власт. Извршниот одбор на партијата одлучил да им ја додели довербата на Јован Тозиевски за Ресен, за општина Ранковце Борче Спасовски. Кандидат за градоначалник за општина Делчево е предложен Николчо Стојменовски. Ѓорѓе Божинов влегува во изборна трка за Ново село. ВМРО ДПМН на избори во Василево излегува со Славе Андонов. За мандат во Дебарца партијата доверба му дава на Сашо Селјановски. Кандидат за градоначалник на општина Кратово е Тодорчо Николовски, предложен од Социјалистичката партија. Во ВМРО ДПМН сметаме дека е време за обединување на сите оние кои што сметаат дека државата се движи во погрешна насока. И во тој контекст, за разлика од СДСМ, каде што различното мислење со Заев или луѓе од раководството, како што беше случајот во Куманово и во Дебарца, значи не давање на можност ни за локална трка, ВМРО ДПМН има малку поширок пристап. ВМРО ДПМН одлучи да ја поддржи Данила Арсовска за Скопје, која собра потписи како независен кандидат и влегува во изборната трка за локалната власт во главниот град. Иако кампањата се уште не е почната, Арсовска веќе е на мета за навреди од политичките опоненти. Актуелниот градоначалник на Скопје и кандидат за уште еден мандат, Петре Шилегов, не ја пропушта приликата и заостро да ги нападне против кандидатите. Особено на денешниот настан не штедеше критики за Арсовска. Пробуваат да ги потценат скопјани и да одиграат со така наречен независен кандидат. Јас прво не знам зошто кандидатот се срами да признае дека ВМРО ДПМН, дали се срами да каже дека таа партија. Второ, зошто ги потценуваат скопјани. Легитимно е од моја страна да очекувам дека скопјани ќе сакаат да имаат таков посветен градоначалник во наредниот мандат. Во трка за градската фотелија за Скопје влегуваат за сега 6 кандидати. Покрај Арсовска и Шилегов, како независни кандидати излегуваат и поранешната директорка на Државниот инспекторат за животна средина Ана Петровска, како кандидатка на активистичката коалиција Зелен Хуман град. Во трката за градоначалник влегува и адвокатот од партијата Твоја Александар Тортевски. И поранешниот пратеник на НСДП Љубомир Јосифовски настапува како независен кандидат предложен од група граѓани. Својата кандидатура ја објави и Петар Ѓоргиевски Камиказа, кој на избори излегува поддржан од левица. Па има план, ама планот не можеме да го обеќаме зашто утре ќе не прашате како новинари зошто не сте го исполниле тоа дека шинобус од 70 милиона евра сте направиле. На овие другиве сега што беа обеќаа све, дали нешто исполнија? Ние не сакаме да обеќаваме нешто што не може да исполниме. Иако официјалниот старт на кампањата започнува за помалку од 1 месец, кандидатите кои влегуваат во изборната трка секојдневно се на средби со граѓаните, а актуелните градоначалници кои добиле нова шанса за изборна трка се користат позициите, па во очи избори промовираат и бројни градежни проекти кои изостанаа претходните години.